Малку постуден ден, но сепак добар ден за сите оние кои што ќе бидат заедно со нас, со мене и Тео во Црвена линија. На самиот почеток подсетување во рамки на локални избори 2021 година, вечерва во 19:20 часот, не пропуштајте го новото издание на Вин-Вин со Оливера Трајковска. А што ќе гледате? Дебата со кандидатите за градоначалници на Куманово. Своите ставови ќе ги представат Максим Димитриевски, граѓанска иницијатива за наше Куманово, Теодора Димитровска, кандидат на Движење Одлучно за промени, Оливер Илиевски, СДСМ и коалицијата Недоброто за мојата општина и Беким Салиу, кандидат на Алијансата на албанците и Алтернатива. Кандидатот на ВМРО-ДПМН, Тони Михајловски, нема да биде присутен, бидејќи се наоѓа во самоизолација. Затоа гледајте вечерва Вин-Вин со Оливера Трајковска во 19:20 часот. А на самиот почеток ве подготвуваме вас. Вие ќе бидете главни во ова денешно издание на Црвена линија. Темата е дали треба да се забрза вакцинацијата и дали треба да се доделуваат ваучери на ново вакцинираните. А како што знаете вие, ние секогаш имаме наша потема, а таа гласи: снегот на опасните прејави го закочи сообраќајот. И дали може да кажеме снегот ги изненади службите? И секако за времето имаме нашата колешка Ирена да има што ја каже околу сето тоа. Здраво! Специјално за Црвена линија, по барање на внукот на Јордан Сокол од Паризлијата, наслушнав дека службите се повторно изненадени од снегот кој што денес го имаме на повисоките мести на планините. А го најавивме пред 5-6 дена, може би и повеќе. Што со тоа? Очигледно снегот повторно не изненади. Но нема да бидеме изненадени ако ви има во голем број, се знае, јавете ни се на 02-307-6677. Денес главната тема и дискусија во Црвена линија ќе биде дали треба во Македонија да се воведат ваучери, дополнителни мерки, односно сето тоа со цел да се забрза вакцинацијата. Да или не? Кој е вашиот став? Покрај се до тоа, вие знаете дека може да не добиете на нашите социјални мрежи, на Facebook Црвена линија, на Messenger, да ни пратите ваше мислење околу темата или по темата, тука сме ќе ја читаме заедно. Секако и на другите наши социјални мрежи, на Црвена линија на Instagram и Црвена линија на Twitter. Таму може да ни пратите ваш никнейм, за да ви приклучиме дали преку Zoom, дали преку Skype или преку видеокол на Messenger. Вие си знаете. Исто така, може да ни зазвоните, да се слушнеме на 02-307-6677. Тука сме си. А секогаш Црвена линија има свој предлог на самиот старт. Па така и овој пат Црвена линија сезона 2.0 предлага. Покрај вредносните ваучери за дополнителен стимул предлагаме 5 литри зрејтин по член на фамилија. А ако цела фамилија се вакцинира одеднаш, и стан. А да не е многу. Исто така, дали може и ние што сме веќе вакцинирани, пак да се вакцинираме по прв пат, како да биде. Така, оно што е најважно, барем според последните податоци од Министерството за здравство, покажуваа дека 35% од популацијата во државата примила 2 дози вакцина. А ние веќе го имаме и првиот гледач на оваа тема. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, дали се слушаме? Да. Одлично, повелете. Сакав чисто да прашам дали денеска топки ќе давате, а слушав топки се дале, па за задзвони се за тоа. Тео, ќе произведеш топка за подарок? Па, топката беше веќе дадена, но секако ние може да дадеме уштена. Не е проблем тоа во наредната епизода. Денешната епизода имаме друга награда. Не е се фудбалот. Така, оно што нас не интересира, кој е вашиот став? Дали треба да се воведат дополнителни мерки како ваучери за стимулација за вакцинација на населението? Па не знам, што мене за топката ме занимаше, за тоа се. За вас вакцина е топка, добро, а дали сме подготвени за времето кое што не снајде, бидејќи веќе има забрана за транспорт или за сообраќај на тешки товарни возила? Секако дека сме подготвени, мора сме подготвени. Значи, а за првата тема наместо ваучер, ако топка доделат, секако на вакцинација идеме. Многу јасно. Јако, добро, во ред, благодарам многу. Јас во очекување на следниот гледач да подсетам дека во Црвена линија она што е златно правило е да не се спомнуваат имиња, да не се спомнуваат навредливи зборови, да се држиме до пристојното однесување и секако да го кажете вашиот став. 02-307-6677.
Тео е вакциниран Така е. со 2 дози. Со 2 дози, Вакцинирана спремен. сум јас, а оно што е интересно е дека ги имаме и коментарите на Црвена линија Facebook страницата. Токму така, можеме да прочитаме коментар од Драгица Стефановска. Антиваксирите ќе пристанат да се вакцинираат ако добијат ваучер. Добро. Сега исто така можеме да се надоврзаме на нашата награда за денеска, што ни е првиот гледач, ама пред да кажам за нашата награда, имаме гледач. Здраво, здраво. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте. Како сте да прашаме? Добар ден и убав ден да си имате. Ајде, фала. Вака, можете убава тема, меѓутоа знаете што? Јас мислам дека не обкружува многу неморални луѓе да не знаат што значи корона и да не се вакцинираат. Па зар треба да ги молиме со ваучери? Јас ви препорачам лижавчиња да им понудиме, затоа што изгледат сме големи деца. Јас сум 60 годишен човек, двете вакцини ги примив. Јас се чудам што значи да не веруваш во својата држава, да не веруваш во Министерство за здравство, а да веруваш во некоја партија која ги замајува, која ги лаже партијата, да не излегуваат со тоа што мисля дека ќе постигнат. Јас ги прашувам кога ќе се заразат, кај ќе одат? Дали ќе одат во здравство или пак на некој сточни пазар, да не бидам навредлив, ама мора да ги навредат, да се свесни народот. Како луѓево не се свесни, цел свет гори, само за нас не гори светот. За нас македонците, пошто имаме голем патриотизам, многу сме патриоти, многу сме паметни, многу сме морални, ама кога? Кога сме во опозиција, а иначе кога сме во фотеля не познаваме никого. Имаме своји агенти, имаме своји идеи и свој криминал. Нека се застрама да ги молим владата, министерството да им даде ваучери да се вакцинира. Јас не знам, ова е 21 век. Како ние сакаме да чекориме напред како држава и после не чинел Филипче, не чинел Заев, чинел овој, чинел... Стоп, Црвена линија. Благодарам за вашето јавување. Јас ќе напоменам уште еднаш. Ве молиме, не спомнувајте имиња, навредливи зборови никако, бидејќи тогаш се активира знакот Црвена линија и веќе се разбира според етиката и законите во Црвена линија, разговорот ќе биде прекинат. А во продолжение ќе потсетам дека секој кој што ќе се јави на 0230766677 има 120 секунди за својот став. Одеме со следен гледач. Драго ми е, добар ден. Здраво. Здраво, здраво. Слушаме? Да, одлично, како сте да прашаме? Па ви благодарам на прашањето, добро. Сакам да ве поздравам. Меѓу другото, лично за вакцините, не знам што би ме натерало да се вакцинирам, ниту се сметам за глушец, ниту да заек па да тестираат некоја вакцина на мене. За вакцината долги години да помни да се тестира. Јас живеам во Германија, посредба со еминентни доктори, кои ме сугерираат дека моментално во болница да се наѓаат претежно луѓе кои се вакцинирани со Pfizer. И сега како е да не бидам скептик на таа вакцина. Така, за по темата имаме ли нешто да искоментираме? Па, лично мене не би ме, што знам, 1000 или 2 или 5000 евра не би ме натерале, мислам, на вакцина. Така, времето повторно не изненади. Снег има, се разбира, на превоите високите планински места, па ева, кој е вашиот став? Дали, зошто сме изненадени повторно и неподготвени? Драго ми е дека ви има во голем број. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Добар ден, во програма сте. Сакам, значи, да коментирам први за... Да? Да, повелете, во програма сте. Дали се уште имаме гледачката на линија? Намалете го секако да ве потсетиме тонот на ТВ приемникот за да се слушаме подобро. Дали имаме се уште гледачката? Добар ден. Не, ја немаме, за жал, еве ќе потсетам уште еднаш, доколку сакате да се слушнеме одлично, односно да се слушне вашиот став, не заборавајте волуменот на ТВ приемникот да го подесите на 0. Исто така имаме коментар на нашата социјална мрежа на Facebook. Коментарот е од Слободанка Тупузовска и тој гласи околу темата секако.
Тој гласи: "Поздрав до вас двајца и до Ирена. Лично сум ја запознала, прекрасна личност. Кога можат компири и зетен за гласање, може и ваучери." Може и ваучери. Еве се повеќе се појавуваат и коментари на Facebook страницата Црвена линија, а јас еве како информација ќе потсетам дека последните податоци од Министерството за здравство покажуваат дека 35% од популацијата во државата примила 2 дози вакцина, додека според бројот на аплицирани вакцини 38% од целата популација во нашата земја е вакцинирана барем со 1 доза. Ние повторно имаме гледач, се надевам ќе се слушнеме одлично. Добар ден. Здрав. Ало? Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Ова втора тема, веројатно, е дали да се заврза вакцинацијата со ваучери на ново вакцини. Јас ќе поставам вака прашање. Со кое право невакцинираниот ме става мене во ситуација да јас евентуално стравувам да не се инфицирам? Он вика, ако јас сум вакциниран, зашто би се плашал ја од него не вакциниран? Затоа што он може сепак мене да ме зарази, затоа што јас како вакциниран и покрај тоа што имам вакцина, јас можам да се заразам. Исто можам и да имам трансмитер, вектор, да му пренесам на друг болест. Значи, се водам од реченицата на Еди Рама во Албанија, кој што рече: "Нема сакам, не сакам." Погледнете го Путин на говорот во Руската дума, во новата Руска дума, после изборите. Ке мора да се заврза, он има 38%. 60% беше доволно за првичниот вирус, за алфа вирусот. За делта вирусот веќе ни треба 80% вакцинирани. Израел што направи? 80% се вакцинираше, меѓутоа кај виралните инфекции имате онаа синусоида, па сите тоа антивакцини го искористија тоа денес, таму имаше катастрофа пред месец дена. И тоа се вирални инфекции. Он има синусоидна путања, еднаш нагоре, попаѓаат и така натаму, да не навлегуваме. Но, сега каква е ситуацијата во Израел? Справено е потполно. Третата доза, таа мора да се привика во осетливи категории, имунокомпромитирани, болни од разни болести со кардиоваскуларни пукни ризици и така натаму, лекарите, оние кои што доаѓаат у контакт. Така, 120 секунди измина, јас ви се заблагодарувам што бевте дел од Црвена линија. Секако го очекуваме во некое наредно издание, а сега одиме со реклами. Црвена линија, имавме доста јавувања, еве и подсетување. Тео ќе биде задолжен за тоа. Очекуваме и малку поинаков повик од вас. А еве и зошто. Токму така, пред тоа да ви кажам, морам да се свртам кон нашата социјална мрежа на Facebook и да кажам мислењето на Сашко Митревски околу темата. Кај нас, само ако вакцината е 100 евра, а со врски бесплатно да е, тогаш ќе имаме масовна вакцинација. Поздрав ти ни, Тео. Поздрав до Сашко. Да, а сега се свртиме на малце поинтересната и главната. Наградната игра за денеска од нас, Црвена линија, е кој прв ќе се приклучи преку видео повик на месенџер. Наградата е на пица со екипата на Црвена линија. За ден ќе се договориме со вас, ќе се дружиме, ќе се слушнеме. Си знаеме ние, не се сраиме. Така, да ги искористиме алатките на новото време, сега го очекуваме на месенџер на Facebook и тоа да биде првиот револуционерен видеокол од страна на гледач. Но секако не ги забораваме сите оние кои што сакаат да се јават на 02-307-6677. А еве и зошто Црвена линија, денешна главна тема е дали треба да се воведат дополнителни мерки, тоест стимулации за вакцинација како што се доделување на ваучери. Ке потсетам само дека според некои истражувања вакцинацијата според проценките ја намалила хоспитализацијата помеѓу 37,3 и 46,5% и спречила да се заразат дополнително околу 14.500 луѓе или 148 повеќе ново заразени на ден во текот на последните 3,5 месеци. А додека сме во исчекување на следниот гледач на оваа тема, дали воопшто да имаме доделување на ваучери како дополнителна стимулација? Токму така, јас само сакам прво да кажам информацијата што изјавив, што жал ми е што порано не ја дознав.
дождот што врне на цела територија на државата. На повисоките места преминало снег, конкретно на планините, во западните и североистичните делови на над 1000 метри надморска височина врне снег. И сега мене ми е криво што ова не дознав порано, бидејќи гледате ме, ако може Режа покаже ја тука со колата како Најме Тео гледате без разлика колку му е скапо возилото. со време не сум ја дознал оваа информации. Ете, проблематики со време исто како по темата, не сум се спремил со се околу нашата. И додека Тео разговорно би кажале турира, ќе подсетиме дека 15 ноември е законски датум од кога треба нели да се направи онаа задолжителна смена од летна во зимска опрема. Но ако нели условите како што се овие денес продолжат, се разбира, возачите и сите оние кои што се учесници во сообраќајот ќе треба да бидат подготвени токму за вакви студени и врнежливи со снег денови. Ние сме подготвени за нашиот следен гледач. Не заборавајте, денешната тема е дали воопшто да се воведат стимулации за вакцинација со цел нели за да се забрза процесот на имунизација на населението. Во соседна Србија се направија повеќе типови на стимулација, парични ваучери за шопинг, па дури и како што видовте претходно имунизацијата се вршеше во рамки и на трговски центар. Доколку немаме гледачи, веќе подсетиме дека оној кој што ќе биде вклучен со видео кол на Месенџер и ќе биде револуција, бидејќи јас досега не сум видела гледач на таков начин. Имаме на стариот начин. Имаме на стариот начин. Добар ден. Здраво, здраво. Добар ден, повелете. Намалете го тонот на ТВ приемникот, имате 120 секунди, а дали се слушаме? Добар ден уште еднаш. Линијата, односно во студиот, чувствуваме дека сепак има гледач на линија, но најверојатно не можеме да се слушнеме. Златно правило, одлично, еве. Добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, како сте? Добро сте. Добро, кој е вашиот став? Дали треба да се воведат или не мерки дополнителни за стимулација за имунизација на населението? Да, секако. Секако да има подобрување на ситуација. Што би кажале нешто повеќе? Што значи тоа според вас? Вие сте за воведување да се вакцинираат повеќе луѓе, за да има подобрување. Според вас што би го забрзало процесот? Па да нема повеќе да се разнесува болеста, да се намале. Така? А дали со носење на ваучери би помогнало? Молим? Дали со носење на ваучери би помогнало околу сето тоа? За побрзо да биде? Секако ќе се подобри и ќе се намали. И да се намали. Значи, вие сепак сте за да се воведат вакви мерки, односно, ако може и ваучери за стимулизација. Повеќе луѓе, да. Така. Вие сте вакцинирани, предпоставувам? Молим? Вие сте вакцинирани, предпоставувам? Да, па за тоа и јас викам, ние се вакцинираме и сите у фамилијата и така е секогаш подобро. Добро, дали имате можеби коментар за втората тема? Повторно снегот не изненади и студеното време? Секако. Мора да седиме дома, поради и пандемијата, и студот, секако покрај топлото. Покрај топлото. Ви посакуваме топло и пријатно попладне заедно со Црвена линија и програмата на Телма телевизија. Дали може би имаме уште еден гледач на линија? На самиот почеток ќе подсетиме дека очекуваме повик и тоа преку Facebook видео Месенџер. Да, немаме преку видео повик, но сепак имаме нормална порака од Сенко, чисто, јасно, здраво. Здраво, Сенко. Сенко што вели? Само здраво? Само здраво, кратко и јасно се знае. Здраво за Сенко, нека остане со Црвена линија, а ние велиме пораката е примена и му благодариме што пишува и не поздрави на Facebook страницата Црвена линија. Во очекување сме на уште едно јавување. Веќе го имаме, драго ни е за тоа и велиме добар ден. Ало? Да, добар ден, во програма сте. Добар ден. Како сте? Добри сме. Јас сум вакцинирана и сметам дека не треба да се трошат пари за ваучери за ново вакцинираните. Заради тоа што ги ставаме во неравноправна положба сите други што се вакцинирани.
Значи треба генерално да се знае дека треба да се вакцинира. Како и во другите земји, ако треба и закон да се донесе, нормално со препораки од повеќе фактори, може секоја работна организација кај што е вработен некое лице, дали администрација, дали други лица, треба да се донесе правилник во кој лицата што не се вакцинирани ќе се бидат изолирани. Не може да имаат контакти со луѓе, зашто иако Уставот им дава равноправност, но не може да ги стават во многу полоша состојба другите што се вакцинирани. Али во никој случај не поддржувам ваучари за ново вакцинираните. Како тоа? Треба да го заштити своето здравје и заштита на другите и уште пари да им се дава. Ние не сме таква можност. Ви благодарам пријатно. Ви благодарам, останете со Црвена линија и се разбира се слушаме повторно во некое наредно издание на Црвена линија. А ние доаѓаме до мигот кога стануваме многу сериозни, имаме уште посериозен предлог. Црвена линија сезона 2.0 предлага. Сите сме вакцинирани и посакуваме што побргу да дојдеме до бројката на вакцинирани, со кои ќе добиеме колективен имунитет. Токму така, повеќе вакцини, помалку хоспитализација и многу побрзо до колективен имунитет и ќе може да одиме сите во библиотека заедно. Така, а она што е најважно, додека го очекуваме следниот гледач, еве, ќе најавиме да бидете подготвени утре, ќе имаме исклучително интересно издание на Црвена линија. Всушност ќе ги погледнеме и коментираме најснешните моменти од кампањата локални избори 2021. И тоа прв круг. Толку беше времето од Црвена линија. Јас му велам благодарам и на Тео што ми е одлично друштво и поддршка кога станува збор за социјалните мрежи. Тука да помогнам. А вас све препуштаме на програмата на Телма телевизија. Довидување. Чао, чао.